Добро вечер. Централен дневник на регионалната К1. И во ова издание ви информираме за случувањата во регионот, Македонија и светот. Останете со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Повеќе странски инвеститори започнуваат со градба на производствени капацитети во индустриските зони во Македонија. Охридското езеро на дното криело потонати бродчиња од Првата светска војна и остатоци од авион од Втората светска војна. Преку театарската представа Весела дружина, Маше и Медо ги поттикнаа најмладите да ја засакаат училишната атмосфера. Наскоро започнува изградба на фабрики во кои ќе работат десетина илјади работници низ Македонија. Според портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев, веројатно во летниот период ќе има добра динамика. Значајно е тоа што додека ќе трае изградбата на нови капацитети во рамки на постоечките инвестиции, дел од компаниите веќе имаат вработено кадри. Во наредниот период ќе почне изградбата на фабрики во кои ќе работат десетина илјади работници на територијата на цела Македонија. Во Скопски Бунарџик ќе гради турската компанија Менсан Automotive, која во моментов ја бира градежната фирма. Договорите за инвестицијата на Монтанте Груп се пред подпишување. Во Штип почнати се подготовките за градба на фабриката Кондево. Дирекцијата за технолошко и индустријско развојни зони е во финална фаза на подготовка на комплетната инфраструктура во сите зони каде што треба да отпочне градбата на новите капацитети, новите фабрики, новите странски инвеститори и се чини веројатно дека во текот на летниот период ќе имаме една добра динамика со почеток на изградба на нивните нови капацитети, но значајно е тоа дека и додека трае изградбата на дел од капацитетите во рамките на постоечките инвестиции во браунфилд закупените простори, дел од овие компании имаат вработено кадри кои што работат, а во текот на годината исто така се очекува да дојде и до пораснување на бројот на работници кои што се ангажирани во рамките на компаниите. Некои од инвеститорите веќе работат во браунфилд капацитети. Гентерм во Прилеп ја избра градежната компанија и распиша оглас за вработување на 100 работници. ОДВ Електрик, германска компанија од автомобилската индустрија во Македонија, ќе произведува жичани инсталации за автомобилската индустрија. Освен производствени капацитети, најавени се и други странски инвестиции од областа на услужните дејности, информатичко-комуникацијски фирми, рударство и друго. Состојбата на се поголема побарувачка на стручниот и технички кадар се должи на зголемениот број на странски инвеститори во Македонија, велат аналитичарите на пазарот на труд. Според истражувањата на АВРМ во престојниот период, IT професионалците, инженерите и кадрите од техничко-технолошките струки ќе бидат најбараните професии во Македонија. Индустријски работници, инженери, програмери, градежници и продавачи се најбараните професии во моментов на пазарот на трудот во Македонија. Развојот на проектот Македонија вработува и активните мерки за вработување се повеќе отвораат нови работни места. Во просек со овој проект дневно се вработуваат 50 невработени лица. Според директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски, странските компании имаат доверба во Агенцијата за вработување и преку неа доаѓаат до квалитетен кадар кој што ги исполнува потребите на самите компании. Во сите оние компании во Република Македонија кои што дојде, кои што ни дадат довербата на делот на работна сила да им помогнеме, ние сме тука и ќе им помагаме во нареден период. А војно ги повикувам сите невработени кои што имаат потреба од работа, сакаат да променат работно место, оние што се вработени, да посетат нашата веб страница Агенцијата за вработување www.avrm.gov.mk на кој што во секој момент има најмалку 5000 отворени работни места на кои што може да се аплицира директно преку системот.
IT професионалците, инженерите и кадрите од техничко-технолошките струки веќе подолг период се на цена на пазарот на труд, а истражувањата на Агенцијата за вработување покажуваат дека и понатаму овие професии ќе бидат најбарани како последица на се поголемиот број странски инвеститори. Со обуките за стекнување напредни IT вештини, граѓаните имаат можност да се стекнат со потребните квалификации. Најважниот дел, а тоа е обуката за напредни IT вештини, каде што понаваме на секојдневен работен пакет од 1100 до 1800 евра за добивање на знаење од напредни IT вештини, кои што мината нела да даде по 88 сертификати од минатиот оглас, каде што веќе дел од тие луѓе кои што ги принесат сертификати веќе се во работен однос. Значи, даваме она што е барано на пазарот, она што компаниите го бараат, она што идните компании што го прибуваат во Република Македонија ќе го побараат. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека бројот на работници во индустријата во април е зголемен за 1,6% во споредба со истиот месец минатата година. Македонија е интересна за странските туристи. Статистиката покажува дека од година во година бројот на посетители кои транзитираат и летуваат во државата се зголемува. Туристичките работници за оваа година очекуваат за 20% поголем број на странски туристи. Црквата Свети Пантелеймон во Велес е едно од местата кое што транзитните туристи најмногу го посетувале. Секоја година се поголем е бројот на странските туристи во Македонија. Земјава нуди можност за уживање во природните убавини кои ги поседува, но и за историските знаменитости и локалитети кои говорат за историското и културното богатство на Македонија. Покрај Охридско-Скопскиот регион кој што е најпосетуван, зголемен е и бројот на транзитни туристи во Велешко. Македонската Миланска скала или црквата Свети Пантелеймон во Велес е едно од најпосетуваните места од странските туристи. Тие се восхитуваат на нејзината градба и акустика. Кога станува збор за велешките знаменитости, неизбежна е посетата на Велешкото езеро Младост како и историското Врановци. Туристите се повеќе се заинтересирани за посета на сакралните објекти во целата држава. Македонија е интересна дестинација за турските туристи. Тие се интересираат подеднакво за посета на веќе промовираните туристички центри, но и за културните знаменитости. Најинтересни за нив се џамиите и црквите. Бројот на туристи оваа година се очекува да се зголеми за околу 20%. Бројот на земји од кои доаѓаат посетителите во Велес од година во година е се поголем. Паралелно со зголемениот број на странски туристи, се зголемува и интересот на велешани за посета на странските туристички дестинации. Туристичките работници велат дека најчести дестинации се Грција, Турција и Шпанија. Сите проекти кои се планирани, а голем дел веќе и реализацијата е во напредна фаза, можат да бидат доведени во прашање, велат експертите, ако во државата продолжи политичката криза. За надминување на ваквата состојба, лидерите на 4 најголеми политички партии од македонскиот и албанскиот блок досега одржаа неколку лидерски средби. За во вторник закажана е нова средба, на која ќе присуствува и еврокомесарот Јоханес Хан. Во вторник доаѓа комесарот Хан, тој е најавен и што се однесува до моето учество и учеството на ВМРО ДПМН, ние се подготвуваме со различни идеи да бидеме максимално конструктивни, да допринесеме во разрешувањето на политичката криза и да допринесеме тоа да неговото доаѓање да заврши со успех. Тоа не зависи само од нас, има и друга страна во разговорите, така што не сакам да бидам нити оптимист, нити песимист, затоа што не можам да претпоставам како другата страна ќе настапи. Меѓународниот нуркачки инструктор од Охрид Милутин Секуловски го заокружи потфатот на пренуркување на крајбрежниот појас на Охридското езеро. Тој заедно со неговите колеги нуркачи од клубот на подводни активности од Охрид и нуркачи од соседна Албанија, етапно за период од 92 дена, го изнурка целиот крајбрежен појас на езерото и од македонска и од албанска страна, во вкупна должина од 80 километри. Потонати бродчиња кај струга од Првата светска војна, како и остатоци од авион од Втората светска војна летало на кралските воздушни сили на британското воено воздухопловство, се дел од пронајдените работи откако меѓународниот нуркачки инструктор од Охрид Милутин Секуловски го заокружи потфатот на пренуркување на крајбрежниот појас на Охридското езеро. Но за тој авион се знаеше. Значи не го откривне ние. За тој авион се знаеше, само го документиравне.
Можам да спомнам дека доста од жителите во Албанија кажуваат дека тој германски авион, но напротив не станува збор за германски авион, станува збор за англиски авион. Секуловски при тоа потенцираше дека биле спроведени активности за мапирање на локациите каде што се пронајдени интересни подводни материјали, но и за фотографирање на се она што е откриено за време на зафатот. Најдовме доста интересни работи, некои работи ги знаевме, некои не до сега. Ги документиравме неколку преисториски населби, тоа е Врбник во Струга, Бучјезе во Албанија, надол кај Трпејца, преисториската населба во Градиште. Понатака најдовме огромни колонии на сладководен рак, европскиот сладководен рак и сладководниот крив рак. Предвидено е по комплетирањето на собраниот материјал да биде изработена документарна емисија со сите активности како изложба на подводна фотографија. Според Секуловски, регистрираниот материјал не само што е интересен за потребите на научните и културните институции, туку ќе биде повеќе од добредојден за развој на подводниот туризам на Охридското езеро. Суспендирани честички со димензија до 10 микрометри се забележани на мерни места на 22 мај во Велес и 22 и 23 мај во Кавадарци. Среднодневните концентрации на сулфур диоксид и азот диоксид се во рамки на граничната вредност на сите мерни места во државава. Среднодневните концентрации на сулфур диоксид и азот диоксид се во рамки на граничната вредност на сите мерни места во државава. Суспендирани честички со димензија до 10 микрометри се над граничната вредност во мерното место Велес на 22 мај и Кавадарци на 22 и 23 мај. Ова се податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиенталниот воздух од Државниот автоматски мониторинг систем, кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина и Министерството за животна средина и просторно планирање. Извори на загадување на воздухот може да се фабрики, автомобили и човекот како фактор. Максималната дневна 8-часовна средна концентрација на јаглерод моноксид е во рамки на граничната вредност на сите мерни места во државата од мониторинг станиците кои што се во функција. Измерените концентрации на 6 загадувачки супстанции од 17 мониторинг места се прибираат на секој час. Караванот Весела дружина пристигне и во Велес. Омилените ликови од руската анимирана серија Маша и Медо денеска ги забавуваа најмалите. Представата е наменета за деца од предучилишна и рана школска возраст, а инспирирана од постојаниот страв на децата од започнување на училиштето. Маша и Медо, омилените ликови од руската анимирана серија, денеска ја забавуваа најмладата публика во Велешкиот театар. Децата со нетрпение ги очекуваа омилените ликови на сцена, а задоволната насмевка на нивните лица говореше колку тие уживаа во представата. Маша, Медо и нивната дружина приредија 50-минутна вистинска забава за најмалите. Представата Весела дружина има и едукативен карактер. Целта е низ репликите на учителот, учениците и на Маша и Медо, децата од најрана возраст да се поттекнат да ја засакаат училишната атмосфера. Маша и Медо, најубаво песено. Медо не знаем да бои, а Маша не знаем да чита. Ми се свиѓа представата. Им бека најинтересно кога ги бараа Маша и Медо. Главната актерска екипа се состои од Марко Новески, Бојан Велески и Сонја Стамболџиоска. Детските ликови Маша и Медо, Джеронимо Стилтон и Полжавчето Доми. Представата е во режија на Игор Ивковиќ. Тие нескромно ја изразија привилегијата која ја имаат да бидат фаворити кај публиката. Така кога се работи за дечиња, значи многу е едноставно, многу е лесно. Мотивираноста е голема и знаеме како ни било нас и истото чувство сакаме да им го доловиме и на нив кога ќе се дружат со Маша и Медо. Полни со импресии по завршувањето на представата, после секоја представа сме толку полни и енергизирани и едва и чекаме да се сликаме со дечињата. Представата Весела училница е дел од проектот што го организираат продукцијата Сцена и издавачката Куќа Култура во соработка со Евролинк осигурување. Со секоја купена карта
Децата си добија и боенка со омилените цртани ликови. Сите представи кои се движеа низ цела Македонија започнуваат во 12 часот, од 11 часот е училишниот двор на доми каде што децата можат да бојат и сликаат, да се забавуваат со Нелути се дома, игра како Нелути се човече, самите дечиња се фигурите и тоа е тоа. После представата секое дете има шанса да се слика со своите омилени ликови. Настапот пред Велешани беше предпоследното прикажување на Веселата училница, а проектот завршува со изведба во Скопје на 7 јуни. Македонија е магнет за инвестиции. Според бројот на новосоздадени работни места, Македонија е лидер во Европа. Денеска е задушница, а утре православната црква го празнува Духовден. Македонија е лидер во Европа според бројот на новосоздадени работни места од страна на странските инвеститори во 2014-та. Според извештајот на реномираниот Ernst & Young, Македонија лани имала 223% повеќе новоотворени работни места од страна на странските инвеститори, споредено со 2013 година. Според овој извештај во 2013 во земјава имало 1156 новоотворени работни места од страна на странски инвеститори. Бројката во 2014 изнесувала 5020, што ја прави Македонија магнет по привлекувањето странски инвеститори кои отвораат нови работни места. Трендот на раст на новосоздадените работни места од страна на странските компании ќе продолжи и годинава. За сега известно е дека најмалку 6 нови компании ќе почнат со работа во наредните месеци, а уште десетина инвеститори градат нови објекти во зоните низ земјава. Денеска е задушница, утре е Духовден. Овој ден црквата го одредила за помен на покојните. Верниците одат на гробишта, а свештениците се молат за душите на покојните. По обичај, верниците на овој ден за покој на умрените души раздаваат храна и бардачиња. Утре православната црква го празнува Духовден. Големината на овој празник е слегувањето на Светиот Дух на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Овој чин на празникот Духовден се смета за основање на христијанската црква. Петиот ден од Духовден е и ден на Света Тројца и на овој ден не се оди на гробишта. ИСИС повторно нападна во Саудиска Арабија. Расте цената на нафтата по падот на залихите во САД. Следуваат вестите од светот. Втор бомбашки напад во последнава недела врз шиитските верници во Саудиска Арабија од страна на сунитската джихадистичка исламска држава, зашто истата ја презема одговорноста. Најмалку 4 лица загинаа во експлозијата пред шиитската џамија Имам Хусеин во Дамам. Тамошното Министерство за внатрешни работи соопшти дека безбедносните сили успеале да спречат поголеми жртви. Поради безбедносни причини, вчера жените немаа пристап до храмовите по минатонеделниот напад врз шиитите во Дамам. Исламската држава ја презема одговорноста за нападот на Твитер, со пораката дека војникот на калифатот Абу Јандал Ал Јазрави успеал да ја погоди целта и покрај силните мерки за безбедноста во џамијата. За 1% порасна цената на нафтата на светските берзи, откако се утврди дека американските залихи паѓаат веќе четврта недела поред. Цената на барелот на лондонската берза порасна за 60 центи во однос на последното затворање на $63,18, додека на американската берза цената е $58,38 и е повисока за 70 центи. На почетокот на неделата цената на нафтата во Лондон загуби над 3%, ослабнувајќи втора недела поред, додека на американската берза е на пат да ја заврши неделата со загуба од над 2%. Поради растот на доларот на почетокот од седмицата, цените на нафтата остро паднаа. Подотоците за состојбата на американските залихи, како и за пожарите во Канада, поради кои од погон се исфрлени 10% од тамошните капацитети за производство на нафта, ја поттикнаа цената на нафтата. Аналитичарите велат дека глобалната нерамнотежа во снабдувањето би можела да продолжи во втората половина од годината, а залихите на нафта веројатно ќе паѓаат и во текот на летото.
Екипата на градскиот ракометен клуб Борец во Струга ја победи екипата на ракометниот клуб Струга во предпоследното коло од првата лига. Светската кошаркарска федерација упати писмо со кое ја извести Македонската кошаркарска федерација дека ја разгледува можноста за исклучување на репрезентациите од поранешна Југославија, чии клубови настапуваат во регионалната Балканска АБА лига. Во предпоследното коло од првата машка ракометна лига, екипата на градскиот ракометен клуб Борец денес во 12 часот одигра солиден натпревар против ракометниот клуб Струга во спортската сала на средното општинско училиште Нико Нестор во Струга. Велешани одиграа фасцинантен меч и победија со висока предност од 21:35, со што се зацврстија на втората позиција на табелата. Последниот надпревар за ракометарите на градскиот ракометен клуб Борец ги очекува веќе следниот викенд против екипата на градскиот ракометен клуб Лозари од Кавадарци, на кој очекуваат повеќе од сигурна победа. Второто место за Велешани им обезбедува бараш надпревар за влез во долго очекуваната и посакувана ракометна Суперлига, меч кој ќе се одигра за 2 недели со предпоследната екипа на табелата од овогодинешната сезона. Актуелниот шампион МЗТ Скопје на вчерашниот прв финален меч против екипата на Куманово победе на домашен терен во спортскиот центар Јане Сандански со 1:0 и ги совлада кумановчани со резултат 94:79 во борба за шампионската кошаркарска титула. Менталците го започна надпреварот со цврста игра во одбраната и со одлично водство во првото полувреме кое заврши во нивна полза со резултат 52:40. Сепак МЗТ Скопје го оправда приматот на шампионот минатата година и замина со важна предност до следниот меч кој се игра веќе во недела во Куманово со почеток во 17 часот. Најефикасен во редовите на МЗТ со 25 поени и 6 скока се истакна Стефан Синовац, а Самарџиски придонесе со дабл учинок од 15 поени и 14 скока. Во редовите на Куманово најефикасни беа Костоски и Луковиќ со по 20 и 15 поени. Светската кошаркарска федерација упати известување до Македонската кошаркарска федерација и останатите кошаркарски федерации од поранешна Југославија, чии клубови настапуваат во регионалната Јадранска АБА лига, известувајќи ги дека ќе разгледа опцијата за неучество на овие репрезентации на Европското првенство кој ќе се одржи од 5 до 20 септември. Во ова писмо се бара повратна реакција од националните федерации, кои се уште не ја признаваат АБА лигата, поради тоа што клубовите постанаа акционери, тоест косопственици во овој балкански шампионат, а помеѓу нив од неодамна се најде и македонскиот актуелен prvак МЗТ Скопје Аеродром. ФИБА има замерки поради тоа што федерациите побараа помош за формирање на оваа лига, а подоцна не ги авторизираа своите клубови за настапи во ова надпреварување. На 18 и 19 јуни ФИБА ќе има својата следна седница кога ќе ја разгледа ситуацијата во кошаркарскиот регион. Во големото ракометно финале од Лигата на шампионите се најдоа екипите на Барселона и Веспрем. Во првото полуфинале Барселона го совлада Киелце, додека во второто Веспрем го победи Кил со резултат 31:27. Сеп Блатер на вчерашното гласање во Светската куќа на фудбалот е реизбран за председател на ФИФА. Сезоната за Перо Антик во НБА лигата е завршена, па по финалето од Истокот против екипата на Кливленд заминува на заслужен одмор. На вчерашното гласање кое се одржа во Светската куќа на фудбалот, Сеп Блатер се здоби со уште еден мандат за председател на ФИФА. Неговиот против кандидат принцот од Јордан, Али бин Ал Хусин, се откажа од председателската трка по убедливиот пораз од првиот круг гласање. Оваа кандидатура за Блатер беше за 6ти мандат, а изборот го извршија 209 делегати, меѓу кои се најде и председателот на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓорѓиевски. Новие председателски избори им претходеше апсење на 6 високи функционери на ФИФА поради корупцијски скандал, а 9 лица беа лишени од слобода под наредба на обвинителството на Соединетите Американски држави. На F4 турнирот во Келн, Барселона во денешното прво полуфинале од Лигата на шампионите го совлада полскиот prvак Киелце со 33:28. Со оваа победа каталонците се пласираа во финалето на наелитното ракометно надпреварување на Стариот континент. До првото полувреме мечот се водеше со изедначено темпо, а Барца замина во соблекувалната со резултат 16:14. Во вториот дел полјаците изиграа на повисоко ниво, изедначувајќи на неколку пати, за конечно во последните десетини
на минути нашиот репрезентативец Кирил Лазаров да придонесе со неколку важни гола и асистенции за конечна победа и пласман во финалето. Лазаров постигна 7 гола, со што досега има постигнато 106 во оваа сезона на Лигата на шампионите, а неговиот соиграч Никола Карабатиќ со 8 гола беше неуспешен за шпанците. Голманот Даниел Шарич придонесе најмногу во одбраната на голот и не дозволи камбек на Киелце. Екипата на Перо Антич во НБА Лигата Атланта беше елиминирана во финалето од источната конференција од силната екипа на Кливленд. За Антич тоа не представуваше никакво разочарување, ако земеме во предвид дека ова беше негова прва сезона во најсилната кошаркарска лига. Македонецот е на размислување најпрвин добро да се одмори од тешката сезона, а потоа да ги насочи мислите кон следната сезона која започнува веќе за 3 месеци. 33-годишниот центар изрази увереност дека за време на летото треба да ги подобри некои сегменти во играта и дека за него најважно ќе биде да ги избегне повредите и да биде во слободното време со фамилијата. Од Хоукс, Пол Милсап и Демаре Карол веќе го најавија своето заминување од клубот од Вирџинија. Времето денеска беше сончево и топло со слаб до умерен ветер. За утре синоптичарите најавуваат појава на краткотраен пороен дожд. Еве какво време не очекува во наредните денови. Ова беше се што информативната редакција на К1 ви подготви во ова издание. Останете и понатаму со К1. Имајте пријатна вечер.